За 3 години, локалната и централна власт на СДСМ не успеа да убеди ниту еден странец да инвестира во Штип, обвини на пресконференција локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Се вработија лица не само од Штип, но и од целиот регион, при што Штип стана центар на мапата на Источна Македонија. И наместо да продолжи да се зголемува бројот на странски инвестиции, а со тоа да растат платите на вработените и зголемување на економскиот раст на целиот источен регион, но големо разочарување на сите. Веќе трета година не сме слушнале ниту една странска инвестиција. Премиерот се расфрла со паушални изјави дека во Македонија има огромен број на странски инвестиции. Меѓутоа, дали е тоа така? Затоа во интерес на граѓаните го повикувам градоначалникот и локалниот огранок на Социјалдемократскиот сојуз јасно и недвосмислено да соопштат која странска инвестиција, која фабрика или производствен капацитет во текот на нивниот мандат е донесен во општина Штип. На обвинувањата на ВМРО ДПМНЕ реагираа од СДСМ со писмено соопштение. 17 нови инвестиции моментално се во различни фази на реализација, што е резултат на вистинските економски политики на владата предводена од СДСМ. Странските инвестиции во 2018 година изнесуваа 624,5 милиони евра, што е рекорд, највисок износ во историјата на нашата економија. Странските инвестиции во земјава минатата година обезбеделе нови 4500 добро платени работни места, со што директно влијаат на намалување на невработеноста, го јакнат бруто домашниот производ, се зголемува извозот, платите растат, а со тоа се подобрува и животниот стандард на граѓаните. За само 20 месеци во технолошко-индустриските развојни зони во државата инвестирале 17 странски компании. Кога зборуваат за инвестиции, ВМРО ДПМНЕ треба да одговорат зошто претходната локална власт во Штип не донесе нов генерален урбанистички план, со што ќе се формираат нови површини за индустрија. Оваа локална власт преку новиот ГУП ќе создаде нови зони за индустрија за странски, но и за нашите домашни инвеститори. Стои во реакцијата.